Организиран криминал. Шверцување наркотични супстанции и оружје. Арачиново се наоѓа на североисток од Скопје, на околу 10 километри од центарот на градот. Населението на Арачиново е мултиетничко, но во последните години тука живеат значителен број албанци. Трговија со дрога. Се верува дека Арачиново е местоположба за криминални групи поврзани со шверц на наркотични супстанции. Арачиново е поврзано со некои познати случаи на криминални активности. Иако не постојат конкретни информации за специјални мафијашки групи од Арачиново, општината е дел од пошироката мрежа на организиран криминал во Македонија. Драчево е населено место во Македонија, лоцирано јужно од главниот град Скопје. Драчево вклучително и аспекти поврзани со криминалот и проблемите со дрога. Драчево има своите предизвици поврзани со организираниот криминал и проблемите со дрога, иако ситуацијата не е толку изразена како во некои други делови на Скопје. Што има таму и какви дроги се продаваат? Марихуана. Проблем. Драчево е познато во некои кругови по одгледувањето на марихуана, што представува проблем за безбедноста во населението. Синтетички дроги екстази. Употреба. Синтетички дроги, како што се екстазито, исто така се регистрираат, особено на социјалните настани и забави. Хероин. Употреба. Создава проблеми со зависност, но не постои конкретна промена на ситуацијата во Драчево во последните години. Познати криминални групи во Македонија. Во Македонија постојат познати криминални групи кои долго време биле активни и играле голема улога во организираниот криминал. Албанска мафија г мафијашки групи составени од албанци во Македонија се познати по трговијата со наркотици и организиран криминал. Овие групи контролаат шверц на дрога низ Балканот и понекогаш се поврзани со меѓународни криминални мрежи. Историја на мафијашките структури во Македонија. Мафијашките структури во Македонија потекнуваат од времето на Југославија. Во тоа време, државата беше ослабена, а мафијата ја искористи ситуацијата за да ја преземе контролата врз криминалните активности. Во времето на Југославија, организираниот криминал бил распространет низ регионот. Македонските мафијашки групи често биле вклучени во шверц на оружје и наркотици, што било типично за тоа време. По независноста на Македонија во 1991 година, мафијата продолжи да игра важна улога. Местото стана важен премин за различни криминални активности, како што се шверцување на наркотични супстанции и оружје. Познати криминални личности во Македонија. Зоран Заев, поранешниот премиер на Македонија, Зоран Заев, беше споменуван во контекст на некои локални мафијашки релации. Иако немаше конкретни докази за врски со мафијата, неговите политички дејствија биле често поврзувани со обвиненија за корупција и поврзаност со организиран криминал. Социјалните ефекти на мафијата во Македонија. Мафијата во Македонија не само што влијаела на локалната економија, туку и на социјалната структура на државата. Мафијашките групи често користеле закани и за да ја контролираат економијата и да го нарушат јавниот ред и безбедност.